Ако СДСМ не се појави на изборите на 5 јуни, на партијата и се заканува распаѓање. Политичките аналитичари убедени дека во периодот кој следи, Заев го чека силен притисок од партиското членство, но и меѓународниот фактор. Верувам дека ќе има сериозен сега притисок врз него. И од страна на меѓународна заедница, и од страна на членовите на СДСМ, дека е потребно и како и да излезат на избори. Но, гледајќи му ги неговите потези, повторно кај мене постои голема сомнеш дека спасувајќи ја собствената кожа, нормално и кожата на раководството кое што е сега околу него, дека он ќе направи се за да ги избегне тие избори. При тоа се чувствувам должен да напоменам да треба да им биде јасно на цело членство кое што е на СДСМ, а тоа не е мал број, тоа се десетици илјади луѓе, дека ако тоа се случи и ако СДСМ не излезе на избори, тоа нема да биде само крај за Заев и неговото раководство, тоа е гарантиран крај и расцеп на многу мали парчиња и на СДСМ. Пандов во емисијата Пулт на Радио Слободна Македонија вели дека денеска граѓаните се добро информирани и секој од нив може сам да донесе одлука за кого ќе гласа на изборите во јуни. Според него пред народот се поставени два концепти, од кои едниот нуди конкретни проекти, а другиот гола политика. Токму затоа според Пандов јунските избори ќе бидат како референдум за граѓаните. Верувам дека таа поддршка која што сега ја има во моментов по анкетите ВМРО, поради сите овие однесувања на СДСМ во последно време, заклучно со ова од минатиот викенд, во кој што, пак ја повторам во буквална смисла на зборот, они се обидоа да ја одземат сувереноста и таа сувереност да ја дадат на тој меѓународен фактор, на таа меѓународна заедница. Затоа мислам дека најбрутално ќе бидат казнети на 5 јуни. Македонските граѓани во повеќе наврати покажале дека не прават компромис кога станува збор за суверенитетот на државата. Референдумот за независноста беше вистински пример за тоа, кога милиони половина граѓани излегоа со јасен став дека сакаат сами да ја уредуваат сопствената држава.